ВМРО-ДПМНЕ денес одржа трибина во Скопје на која јавноста беше запозната со ставовите на партијата за актуелните настани. Од трибината беа испратени јасни пораки за се она за што се залага и го планира во наредниот период владеачката партија. Симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ денес дадоа поддршка на партијата во спортскиот центар Борис Трајковски. Градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев со богата агенда на активности. Граѓанската иницијатива за целните потреби според градоначалникот има особена важност. Средбите со граѓаните од урбаните заедници се репер за наредните активности. Приоритет ќе биде уредувањето на улиците и тротоарите. Ние сме секојдневно на терен. Значи, секое градилиште во нашиот град, јас во текот на денот мора да го поминам барем 2 пати. Тимот работи неуморно и мора да кажам дека работиме со голем ентузијазам. Саможртвата е навистина огромна, посветеноста уште поголема. Парите се тие, но нашата девиза е дека со помалку пари треба да направиме што повеќе работи. Со навистина јасни тендерски постапки, со ефтини тендерски постапки и со вложување на сите, можеме да го промениме нашиот град. Всушност тоа се чувствува на секој чекор. Така да иако е зимски период, каде вообичаено активности нема во другите општини, ние не застанавме, а пролета мораме да дочекаме спремни. Јас реков дека 13 улици, големи улици во нашиот град треба да добијат нов лик, да бидат комплетно обложени и реконструирани со нова асфалтна површина. И мислам дека веќе од крајот на месец март, кога ќе бидат активирани асфалтните бази или почетокот на април, граѓаните на Штип ќе почувствуваат дека навистина сме сериозни. Агенцијата за храна и ветеринарство неделава имаше отворени денови во неколку градови на истокот. Целта е граѓаните и компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор да се запознаат со новитетите во работата на агенцијата. На отворените денови беше промовиран водеж за новините во означување на храната, усогласен со законите во Европската унија. Целта е како ние како агенција да се доближиме до барањата на самите граѓани, на операторите со храна, на сточарите, да ги слушнеме од терен реалните проблеми, интегрално да ги добиеме со цел да можеме нормално да им излеземе во пресред, исто и да видиме во однос на нашето работење доколку имаат некои сугестии, идеи, да ги земеме во предвид истите и да го подобриме нашето работење. Најчесто проблемите, ќе кажам, во делот на сточарството се оние проблеми кои настана поради појавата на болеста син јазик. Во Македонија постојат лица кои не се евидентирани во матичните книги, пропуст на администрацијата или неодговорност на родителите. Станува збор за проблемот деца без документи, претежно од ромска националност. Ние како локална самоуправа, исто така и граѓанските здруженија кои што работат на ова прашање, ги упатуваме до Министерството за труд и социјална политика, каде што тука може да се направат оние ДНК анализи, каде што може да се утврди идентитетот на родителот, а исто така да се започне и постапката со бесплатна правна помош, каде што оваа постапка на судовите, значи се утврдува татковството на самите деца и истите деца се запишуваат во матичната книга на родени, со што можат да ги остварат нивните основни човекови права. Современата технологија, компјутерските игри и социјалните мрежи во одредени случаи се дел од причините за агресивно однесување кај младите. Контролата на родителите за рационално користење на времето пред компјутерите и секојдневните средби со пријателите можат да ги намалат штетите од модерното време. Целокупната социјална средина влијае врз нормалниот психофизички развој на секоја млада личност, вклучително информатичката технологија, односно зависноста од интернет или играњето на игри. Посебно кога станува збор за игри во кои што се вклучени насилни дејствија, секако дека имаат влијание врз нормалниот психофизички развој. Сега тоа е се индивидуално. Например, во зависност од темпераментот и карактерот на детето, во колку повеќе часови поминува во играње на игри во кои што има насилство, секако дека може да влијае врз промена на неговата свест и врз неговата психа. Ако детето е, например, поинтровертно, позатворено и поповлечено во себе, во тој случај може насилните игри да предизвикат уште поголема агресивност и можеби и латентна, но можеби и експонирана агресија,
Ако пак детето е, например, поекстровертно, поотворено кон другите луѓе, тогаш може би на некој начин тие насилни игри нема да влијаат, се во зависност од возраста на детето. Во колку е помало, тогаш ќе има поголемо влијание, во колку детето е во поголема возраст, тогаш секако дека она што знае, што го стекнал во текот на искуството, што е добро, што е лошо, ќе знае да направи разлика помеѓу она насилство виртуелно и она што се случува.